Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски уште еднаш предупреди дека власта по секоја цена ги штити крупните ѕверки замешани во криминалот, а во судските процеси вината ја превземаат така наречените ситни риби. Според него, осудените во судскиот процес во јавноста познат како мафија, одлучиле да се жртвуваат и да одлежат 2 до 3 години казна затвор, додека оние кои навистина се виновни за делењето пасоши на криминалци и понатаму седат во началничките фотели. Половина балканска мафија, албанска мафија, турска мафија, црногорска мафија, италијанска мафија, шпанска мафија имаат македонски пасоши и ние нема да останеме неми на овој случај. Веднаш после промената Нелинденска број 2, веднаш по превземањето и честа за управување со владата на Македонија, овој случај повторно ќе го реотвориме и злосторниците, вистинските злосторници ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Тоа се најмалку овие луѓе кои што одлучија да ја превземат вината на себе. Во меѓувреме се редат признанија на вина за злоупотреба на службена положба и овластувања, но за сега за крупните играчи како да нема ништо. Последните двајца кои признаа вина, со кои бројот на осудени е 7 лица, добија затворски казни од 2,5 години, односно 1 година и 7 месеци. Она што дополнително фрла сенка на случајот не се само малите казни за вработените во МВР, кои како ниски структури тешко ќе можеле да организираат таква операција која траела 4 години, туку и тоа што не е отворена истрага за вмешаност на високи функционери. Инаку Мицкоски критикуваше и дека нема никаква разврска во случајот со набавката на кинеските вакцини, која властите се обиделе да ја направат преку фирма посредник, и тоа како што вели за многу поскапа цена по доза.